За земјоделците, стратегијата која ја нуди владата, а тоа е проширување на лозовите насади за 30% во наредните 10 години, е задоценна, без претходно да им ги реши напластените проблеми. Тие се соочуваат со ниски откупни цени и нерентабилно работење, па наместо примена на стратегија, размислуваат за друго. Не знам, ние како лозари, најверојатно и оваа година ќе почне да ги крчат лозите. Државата ќе бараме од 5 динара на продадено килограм винско гројзе во винарија. Фактички ние барем да печалба ќе немаме, ама да достигнеме барем до производната цена. Во иста насока е и националната мрежа на земјоделци на Македонија. Националната земјоделска мрежа во однос на стратегијата што донесе владата на Република Македонија околу лозарството, изјаваме револт дека не е националната ова стратегија дека не е од корист на нас земјоделците, лозарите, затоа што ги фаворизира пак винарските визби, додека лозарите ги става во подредена улога. Така да, ако се продолжи со оваа динамика и со овој начин на менаџирање, дефинитивно мислам лозарите ќе се откажат од производство на грозје. Владата на вчерашната седница ја усвои националната стратегија за развој на винарството и лозарството, која се однесува за наредната декада. Крајниот резултат кој сакаме да го постигнеме е да имаме зголемување за 50% во литри и евра на извозот на вино во шишиња, зголемување за 10% на вредноста на наливното вино во евра, за минимум 30% обновување на лозовите насади, зголемување за 5% на површината под лозови насади и 4% од лозовите насади да произведуваат органско сертифицирано винско грозје. Стои во владината информација. Стратегијата е изработена во соработка со стручната јавност и Сдруженијата на земјоделци и винарии. Стои меѓу другото во образложението на предлагачот и изготвувач Министерството за земјоделие.